Добар ден со ново видео интервју на Република Телевизија. Неодамна во касарната во Петровец се отвори Центарот за обука на пилоти, професионалните војници, им се реши статусот, а продолжуваат реформите за членство во НАТО, кое пак внатре во самата организација има иницијатива да есенскиот самит биде посветен на проширувањето. Ова се доволно причини за во студиото да го поканиме Сашо Стефановски, државниот секретар во Министерството за одбрана. Добре дојдовте во студиото на Република Телевизија. Добре ве најдов и на почетокот, како што е редот, да ги поздравам ценетите гледачи. Да не должиме многу, на почетокот рековме ова што е ново. Кај нас во близина на аеродромот Александар Велики во касарната Петровец се отвори Центарот за обука на пилоти. Што тоа значи? Кои се бенефитите? Првенствено морам да кажам дека сум исклучително горд на овој проект, затоа што Министерството за одбрана покажа навистина добри перформанси, се зафати за реализација и го реализираше Центарот за обука на пилоти како проект кој што е од исклучително значење за одбранбениот сектор, затоа што тој е најтехнолошки напреднат центар за обука на пилоти во целиот простор на Југоисточна Европа и со тоа Република Македонија добива еден проект кој што ќе биде гордост не само на Министерството за одбрана, туку и на Република Македонија во целина. Јас како државен секретар го предводев овој проект од почетокот на градбата па до финалната реализација. Можам да кажам подетално дека во овој центар има најсовремена технологија која што ќе се користи во обуката на пилоти во наредниот период и ќе се користи во тренажниот процес на постојните пилоти со кои што располага Министерството за одбрана, но и другите државни институции. Големината на овој проект е тоа што бенефитите од него ќе ги има не само Министерството за одбрана, туку и Министерството за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување и сите останати државни институции кои што ќе имаат потреба од него. Со овој проект ние добиваме многу и тоа добиваме можност нашите пилоти да бидат обучувани по најсовремени стандарди, да користат најсовремена технологија и да одржуваат кондиција практично при нивниот тренинг. И второ, Република Македонија ќе добие можност капацитетите од овој тренинг центар да ги нуди и на останати земји, во смисла дека дел од обуките ќе влезат во билатералните соработки кои што Република Македонија ги има со партнерските земји од НАТО, но во план е исто така да бидат понудени и практично тренинг обуки на останати земји, со што Министерството за одбрана ќе остварува дополнителен приход. Овој центар го правевме по концептот на јавно-приватно партнерство заедно со израелската компанија Elbit. Тоа е една од водечките светски компании во делот на воената индустрија и технологија, со што добиваме еден нов кредибилитет на овој процес и практично овој проект има исклучително големо значење и секако ние ќе се обидеме тоа да го имплементираме во наредниот период и да навистина овој центар стане гордост за Република Македонија. Центарот фактички се состои од симулатор за летање за повеќе видови авиони и летала? Центарот е замислен на тој начин што во него се вградени повеќе модули. Има модул во кој што ќе се обавува теоретската настава, има модул во кој што се сместени симулаторите за летање на воените хеликоптери Ми-17 и Ми-24. Ќе има модул во кој што ќе биде правено сервисирање и одржување на леталата и модул кој што ќе значи поврзување на сите овие наставни делови воено. Во делот од обуката предвидено е и почетна обука за летање со лесни авиони, тоа е злинови. Тоест таа обука е подготвителна фаза за продолжување со обуката на хеликоптери. Симулаторите кои што се сместени во модулот предвиден за симулатори се едни од технолошки најнапредните и најсовремени. Практично нема други такви на овие простори на Југоисточна Европа и пошироко. И тоа е она што на овој центар му дава исклучително голем квалитет. Рековте дека од него бенефит ќе има и финансиски. Каде досега се обучувале македонските пилоти и кои
да речеме, е заинтересиран? Дали до сега странските држави и армии имаат заинтересираност, проявили интерес да дојдат да ги обучуваат До сега сите? македонските пилоти се обучува во партнерските земји кои што може да понудат обука за ваков тип на хеликоптери како што ние ги имаме. Сега веќе ние ќе си ги обучуваме самите сопствените пилоти, што значи ќе средиме што значи дека ќе штедиме средства кои што претходно по било која основа за оваа врска се издвојувале и се разбира сега ќе може да ги каниме останатите земји да дојдат да се обучуваат кај нас, што значи дека ние веќе ќе бидеме корисниците на тие финансиски бенефити кои што ги дава овој центар. Тука е важно да се спомене дека во просек чинење на една обука за еден пилот од влегување во фаза за обука до излегување како готов пилот чини помеѓу 450 и 700.000 евра во зависност од типот на обуката и квалитетот на обуката која што се дава. Ние во наредниот период ќе дефинираме цената на чинење за обуката која што ќе нудиме на останатите земји и се надевам дека со силна посветеност, со силна активност кон останати земји дека ќе се обидеме да внесеме пилоти странци кои што ќе ги обучуваме во нашиот центар за обука за пилоти и ќе овозможуваме влез на финансиски средства во буџетот на Министерството за одбрана кои што ќе ги користиме за унапредување на работата на институцијата, купување на нова опрема, подобрување на леталата, подобрување на условите за работа на луѓето во армијата. Армијата учествува во мисиите на НАТО, во тоа партнерство, продолжуваат реформите на НАТО, докаде сме на тој план? Армијата на Република Македонија е гордост не само за Република Македонија, туку и за најголем дел од земјите членки на НАТО, затоа што ние сме четврта земја по број на војници кои што ги испраќаме во мировни операции ако се спореди со бројот на жители кои што ги има државата. Република Македонија учествува во мировни операции во моментов во Авганистан. Учествуваме со национален представник во мисијата на Обединетите нации во Либан. Учествуваме со медицински тим во мисијата ЕУФОР во Босна и Херцеговина и секако даваме логистичка поддршка на КФОР кој што има своји активности на Косово. Република Македонија уште од 2008 година ги исполни сите потребни критериуми да биде признаена и да стане полноправна членка на НАТО. За жал, сите гледачи, цела македонска јавност ја знае причината зошто Република Македонија не стана членка на НАТО, а тоа е блокадата која што ја направи Република Грција и практично не спречи да влеземе во алијансата, но ние во никој случај ниту се обесхрабруваме, ниту запираме со активностите кои што ги правиме, зашто првенствена цел е подобрување на условите на нашата армија, подобрување на условите за работа на припадниците на армијата и подобрување генерално на условите во кои што армијата се наоѓа. Во тој контекст реформите продолжуваат континуирано. Ние максимално вложуваме напори да ја подобриме и борбената готовност и опремата на армијата. Мотивираноста ни е на највисоко ниво, затоа што сме свесни дека првенствено ова го правиме за нас. Во НАТО алијансата во моментов од нашите партнери почнува да се развива една дебата, а тоа е дали самитот кој што престои во Кардиф ќе биде самит на проширување. Нашите партнери од НАТО алијансата ја развиваат дебатата во поглед дека можеби одлуката за примање треба да биде донесена без консензус, тоест да биде извршена промена на начинот на гласање, тоест да се овозможи гласање 28-1. Со што се отворена нова дебата, но ќе видиме дали во наредниот период ќе се успее да се наметне едно такво мнение меѓу останатите земји членки. Во секој случај, состојбата околу Крим само ја зголемува таа алармантност дека е потребно НАТО да продолжи да се проширува за да добие таа своја нова улога во европскиот континент. Меѓутоа, во насока на реформите, вие отворивте уште еден центар за обука? Да, се работи за регионалниот
тренинг центар кој што е во склоп на Министерството за одбрана. Тоа е тренинг центар за комуникација во кризни ситуации. Ние успеавме, како Министерство за одбрана, успеавме да го сертифицираме тренинг центарот да стане партнерски центар на Алијансата, во кој што ќе се обучуваат припадници на армиите и на цивилните сектори во армиите од сите НАТО земји членки. Тоа е 26-ти центар во НАТО Алијансата кој што го користи за обуки. Тоа е уште еден доказ дека и без разлика на тоа што не сме членка на НАТО, ние де факто се однесуваме како членка на НАТО и де факто НАТО не признава и така, и меѓу другото и затоа е таа одлука да НАТО го препознае и го признае нашиот тренинг центар и го издигне на едно повисоко рамниште и да го користи за обука на своите членки во делот на комуникација при кризни ситуации, што всушност е една од најважните комуникации, затоа што од тоа како ние ги пренесуваме кризите и како тоа го координираме помеѓу институциите и помеѓу јавноста, од тоа зависи и исходот на потенцијалните кризи што се јавуваат. Ова не ве прашав случајно, ова ве прашав за да се демаскира она што се појавува како мислење во јавноста дека фактички улогата на Македонија во тие односи со НАТО се седува нели на испраќање војска во местата каде што има мировни мисии. Да се вратиме малку на домашните случувања, неодамна да се реши статусот на професионалните војници. Така. Колку сте вие задоволни, колку пак тие се задоволни, верувам дека имате комуникација со нив почести. Тоа беше еден горлив проблем кој што вака подолго време беше дискутиран и дебатиран. Се донесе една одлука која што мислам дека максимално позитивно допринесе за подобрување на и моралот и расположението кај професионалните војници, и тоа на почетокот на оваа година се донесе одлука за трајно решавање на статусот на професионалните војници, и тоа со нивно трајно вработување после навршување на 45 години старост и по тој основ ако излезат од служба на армијата на Република Македонија. Веќе сите подготовки, законски измени се завршени. Ова мерка е веќе во функција, изменете законот за служба во армијата, и сите лица кои што во моментов се професионални војници, а кои што ќе излезат од армијата на Република Македонија со навршени 45 години, тие ќе бидат вработени во други државни институции со закон загарантирано, значи во тоа нема никаква промена. Тие луѓе од сега се трајно вработени, но треба да само да исполнат старосната граница и ќе бидат распоредени во државни институции кои што имаат потреба од таков кадар. Ова е последната од мерките која што владата на Република Македонија ја направи во насока на подобрување на животниот стандард и на подигнување на моралот на професионалните војници. Претходно старосната граница во два наврати беше зголемена. Прв пат во 2007 година од 35 на 38 години, втор пат во 2012 година од 38 на 45 години, со што само се потврдуваше позитивната насока на реформите кои што ја прави владата во поглед на трајно решавање на статусот на професионалните војници. Тука би сакал само да додадам дека по донесувањето на овој закон, со кој што беа опфатени активните професионални војници, и по развивањето на една дебата во јавноста што со оние луѓе кои што веќе ја напуштиле армијата на Република Македонија по основ на таа старосна граница, и се донесе одлука да се прошири важењето на овој закон и тоа да се земат во предвид сите оние кои што заклучно со 31.12.2013 година имат статус на невработено лице во Агенцијата за вработување на Република Македонија, така што и со дополнителен амандман се регулираше нивниот статус, така што сите оние кои што заклучно со 31.12.2013 година биле невработени во Агенцијата за вработување, а ја напуштиле армијата по основ на старосна граница, ќе бидат вработени во државни институции. И со тоа го заокружуваме целокупниот процес на трајно решавање на статусот на професионални војници, и од ова очекувам јас лично дека ќе се зголеми мотивот за работа на овие луѓе, дека тие посветено
ќе работат во армијата на Република Македонија и најважниот ефект, сметам дека на овој начин ќе се зголеми интересот на јавноста и на младата популација да се пријавува за доброволно служење на воен рок и подоцна да се обиде да аплицира и да биде примена како професионален состав на војската во Република Македонија. Со што се разбира армијата на Република Македонија ќе добие една нова свежина, нова перспектива и ќе се возможи на сите оние кои што сакаат да бидат припадници на АРМА да бидат припадници, затоа што служењето во армијата на Република Македонија не е само обична работа. За да служиш во армијата на Република Македонија треба пред се да си честен човек, да имаш кредибилитет, да имаш патриотски дух во себе и да си ја сакаш сопствената земја. Мислам дека во рамките на овластувањата како државен секретар во Министерството за одбрана ги исцрпевме прашањата кои што се однесуваа на армијата, ги зафативме и проширувањето на НАТО, и реформите во однос на НАТО, но и она што значи армијата на Република Македонија во и вон оваа држава. Ја ви благодарам за учество во Република телевизија. Ќе се видиме наскоро. Ви благодарам на поканата, уште еднаш на крајот би ги поздравил вашите гледачи и вам ви честитам на тоа што го правите во оваа телевизија.